Па не знам, Наполи, би кажал за сите три, она што највише ми импресионираше, дека сите три италијански екипи не примија ниту еден гол во двата дуели. Браво. 540 минути без примен гол. Овие три екипи. Браво, најмногу би рекол што успеа Интер да се одбрани од многу опасниот Порто. Нека не ве залажува резултатот и тоа дека имаше еден гол само на двата надпревари. Многу беа опасни Порто. Да. Многу беа. И многу се брзи, и тоа го коментиравме дека се многу брзи, многу моќни, многу полетни. Дури и чудно е како последните 5 минути ги издржа Интер, ама драго ми е дека ги издржа, бидејќи една работа за Интер што би издвоил, гейм менеджментот на Инзаги во Лигата на шампионите оваа сезона е практично безпрекорен. Знам дека често добива критики за тоа каков тренер е или не знам требало ова да го направи, требало она да го направи. Добро. Моментот што се одлучи на утакмицата со Порто да стисне во моментот кога осети дека може Порто да подклекне, постигнаа гол и од тогаш па натаму му ја остави топката на Порто. И се што правеше само не дозволуваше неговата екипа да се измори. Значи, во моментот кога ќе се замори некој, влегува некој друг на неговата позиција со истите карактеристики, истата игра, истото се. Значи, излегува Ди Марко, влегува Де Амброзио, излегува Барела, влегува Брозович. И на клупа си чува стартери со цел што знае, нели, после 60-та ќе паднат овие. Мора некој да влезе. Многу ми се допадна гейм менеджментот и му се исплатеше. Браво за Симон Инзаги. Да. Еве штом ти си го приметил, тоа е веројатно одлика на веќе зрел тренер. Имав прилика да го гледам првиот надпревар и стварно Порто делува дека може да ги казнат. Да. Ама си се држа Интер до своите центар шутеви, до своето ширење, игра со долги пасови кон лево, кон десно. Си се држаа до своите силни страни, тактички дисциплинирана одбрана, издржаа, иако Порто имаа статива и пречка у последните 3 минути на вториот дел, тоа успеав само да го видам. Да. Тешки си италијаните за да паднат онака да ги пробиеш. Тешки Цврсти се, се, организирани и дисциплинирани многу. Па им помага тоа што во текот на лигашката сезона имаат многу време да ги вежбаат овие стратегии, именувања, тактики и сето тоа. Има многу различни стилови на игра. Пример са, не е дека правам споредба која е појака, која е подобра лига, дефинитивно пример Ла Лига е според мене подобра од серија А, ама во Ла Лига имаш два типа на играње фудбал. Имаш играње фудбал против фаворит, Барселона, Реал, Атлетико, те доминираат и со посет и со се останато, и имаш играње против аутсайдер, седи позади и пробува на контри да те казни. Во Италија има 7-8 типови на екипи, разбираш. Имаш екипа како Монца, пример, што игра офанзивен фудбал и сака да негува офанзивен фудбал без разлика што е аутсайдер. Имаш екипа како Салернитана што те чека во нивен 16-тник ти да доеш и не се одвоја. Имаат време да вежбаат повеќе тактики, повеќе начини на справување со противник и мислам дека тоа им помага во куп надпреварување многу. Видовме Лани Рома како ја освои конференциска лига, некако прелесно, разбираш? Да, уствари прагматично, со чекање, со ова, ние сме за ова добри, ова ќе го правиме, тие се за тоа добри, ова ќе го правиме за да ги анулираме и да ги... Да, како, знаеш, нели, на онова гостување против Бодо Глимт во нокаут фазата од конференциска лига, Лани Муриньо на гостувањето ги однесе резервистите. Значи, таму прво е многу лоша температура, теренот е таков како што е, луѓето таму го знаат, тоа е цело време ноќ. И е као чудно да се игра, знае дека нема потреба да ги троши сите играчи, дома ќе ги добиеме на нокаут фаза. Немаме проблем дома, значи убав терен, се си знае. Италијаните. Па да, италијаните... Уште нешто за нив само сакам да кажам. Милан пробува да игра модерно, игра храбро, се адаптира. Ова е многу важна сезона за нив. Најевропски, ете Монца велиш играат офанзивно. Монца со Суоло. Нив не сум ги гледал, со Суоло се веќе деценија цела може играат убав фудбал. Офанзивен. Аталанта дефинитивно. И Милан така.
малку порезервиран на моменти, ама сепак офанзивен. Во Лига на шампиони, да, изигра Да, со во Лига Тотенхем шампиони. резервирано, во Лига си одат со стандардното, сакаат да го надиграат противникот. Да. Сега да, ама и противникот е различен, не е од тој калибар секогаш. Имаше, да, мора се поставиш и според противникот, апсолутно. Ариго Саки имаше многу интересни изјави за Пиоли. Сега го заборив листот. Требаше да ги читам цитатите, ама Добро. Тоа што успеав да запамтам е дека ги споредува карактеристиките на Пиоли со претходните тренери на Милан. За споредбата со себе беше дека не се враќа наназад и гледа на стари проверени тактики што работат, туку гледа иновација и гледа кон иднината. Со Капело споредбата беше прагматичноста, дека нели без многу скечеви на терен. Да. Ова се треба да анулираме, ова треба да сопреме, ова е нашата добра страна и значи буквално уште една работа имаше уште една споредба со Карло, мислам дека Анчелоти, во однос на колку е балансиран у односот со своите играчи. Колку е смирен, нема некои емоционални реакции претерани. Знаеш, не ги надразнува, него окей, дифузира. И може да го приметиш тоа кај Пиоли, вака кога ќе го видиш. Помирен или грешам? Не грешиш апсолутно, еден од Мене ми личи така, и затоа ги кажам, затоа што мислам дека тренери што ги имале Милан последниве години. Човек кој што помина практично низ сите италијански клубови, собра многу знаење таму, ама не работел надвор од Италија за да има некои интернационално искуство, ама и Интер и Лацио го водеше, знаеш, има водено и добри клубови, имало водено и послаби клубови. Има надминато многу, да речеме, ајде, некои кризни моменти во животот, значи додека бил играч, го призна тоа, нели, по крајот на кариерата, дека бил со нацистички идеологии. И дека браво што ги баталил и што го кажува тоа јавно. Да, браво. И решил тоа за едукација да го истакне тоа пред јавноста, дека види, и јас имав период каде што во глава ми се вртеше тоа и тоа, ама после тоа пораснав умствено и сега повеќе би сакал да ти кажам ти да не си таков. Добар е, како педагог е повеќе, не е толку многу тактичар колку што е педагог, ама од секој аспект ми се допаѓа бидејќи на Милан му требаше ваков тренер. Да. Може и затоа Ариго Саки тоа го спомнува, затоа што и кога води се труди да се анализира, да види што може да подобри и така цело време сака помали, нели, чекорчиња во правата насока да оди. Така. Искрено и намерно малку влегов поише за Пиоли, зашто знам дека ти си за нив и сакав да видам што Милан на Пиоли е една од најубавите генерации за гледање Милан. Тоа го кажав и во сезоната, нели, ланската кога освоја, па и прекланската кога не освоја. Мислам дека сезоната прекланската кога завршија втори и кога за малку ја испуштија титулата од Интер кога освои со Конте. Тоа ми е една од најомилените сезони за гледање фудбал некад. Тоа е првата на Тео Ернандес таму? Не. Тео играше подолго време веќе, да играше и под Гатузо таму. Пиоли после тоа, да, не му е прва, ама тогаш веќе се наметна како лидер. Тоа е, значи не ланската, прекланската сезона, не е многу одамна. Таа ми е една од најомилените сезони за гледање, бидејќи Милан комплетно се опушти. Пиоли знаеше дека немаат многу пари на располагање за јаки засилувања, знаеше дека мора да се ослони на тоа што го имаат во составот. Апсолутно ротацијата беше од 16 играчи и ниту играч повеќе. Значи тоа беше тоа, разбираш, имаме 11 стартери и имаме 5 замени бидејќи правилата ни дозволуваат 5 и ништо повеќе не користиме. Истите играчи влегуваа и излегуваа од игра цело време. Со ова што у еден момент многу ми се допадна гейм менеджментот негов, што заради тоа што ги има 5-те измени, прави секој од играчите, да речеме, во неделата да добие 120 минути фудбал.
или еве да речеме 150 минути фудбал. Значи дојдеш полна 90 едната и дојдеш 60 на другата. Ти другиот ќе станеш у 60 минута да заиграш малку, па ќе добиеш 60 минути следната, па ќе добиеш 90 минути следната. И цело време имаше ротации на кои што сите играчи игра, а истовремено не беа изморени. И тоа го продолжува и сега. Мислам, освен Тео Хернандес, сите други играчи многу добро ротираат. Да. Пиоли, мислам дека е тренер кој што нема да биде уште многу долго во Милан, за жал. Ама верувам дека и највачите на Милан се свесни, има лимит. И се гледаат лимитациите кај него и мислам дека ако Милан сака да оди кон тоа следно скалило, нели, европски гигант да се врати да биде, а не италијански гигант, мислам дека мора да го надмине скалилото наречено Пиоли, ама тоа не е критика за него. Разбираш? Сметаш дека сепак нема да успее да се адаптира до крај за да стигне до финале, тоа да е речеме. адаптиран, ама мислам До дека е друго едно мерило кога, знаеш, некој веќе 20 години е на врвот и е 6 годишњак, рецимо гледам у Муринјо, у Анчелоти и компанија. Добро. А друго е што Пиоли како 6 годишњак му е прва сезона во Лига на шампиони. Мислам дека ниту играчите можеби го немаат авторитетот, не го осеќаат авторитетот што тој го има, па за да го загризаат оној екстра ефорт да го дадат. Друга работа е што тој нема голем авторитет кај бордот, разбираш. Друго е со Анчелоти да е тука. Анчелоти ако во Милан ако ќе биде као го купуваш овој играч или си одам. И му го купуваш тој играч. Со Пиоли не е така. На Пиоли му викаат еве ти ги овие отпадоци. Да. И од нив направи играчи. А добро, нема некои ветувања за во едни, например, доколку стигнате Има. полуфинале, Има. Пиоли остане за следната сезона на клупа, знаеш, да може да си избере играч, да може Знаеш да... што е проблемот? Проблемот е што он оваа сезона паѓа баш на тој тест. Значи, од сите играчи кои што му беа купени, тој не извади форма. Значи, Ориги нема никаква форма. Чарлс де Кетеларе нема никаква форма. Бенасер, она што го имаше, падна. Сале Макерс не може голот да го удене, а веќе 4 години е под водство на Пиоли, ме разбираш? 3 години, ајде, не 4. Свеѓаш, моментот ми е дека погледни што прави Спалети со неговите играчи. Лоботка не е име кое што е Бенасер, кое што е Тонали, мислам луѓето ги сметаат од сам старт на нивната кариера као овој ќе биде елита. Бенасер и Тонали тоа им го предвидуваат од 18 години. Овие со Лоботка, со Замбо Ангиса и со Осимен од Лил Земен и со Кварацкелија и со компанија ги прави мега. Има еден чекор кај што може да се оди нагоре, како највач на Милан сум задоволен, ама сум реален околу фактот дека доколку на таа клупа седне некој друг и Милан ќе биде различно доживуван. Разбираш? Те разбирам, да. И мое предвидување му го кажав на еден другар, уште ова само и толку прекинувам за Милан. Лаво. Му го кажав на еден другар пред некое време, мислам пред некоја година и нешто, највач на Ливерпул. Јерген Клоп мислам дека ќе биде тренер на Милан до крајот на неговата кариера барем 2 сезони. Има некоја изјава која милиарда изјави има како многу му се допаѓа Милан, као Италија го гледа Милан и тоа му бил секогаш стилот и се до тоа и малку заради тоа умилкување мислам дека ако веќе би доаѓал во Италија, мислам дека ќе отиде во Милан. Така некако предвидувам. Би сакал да го видам тоа. Па и јас би сакал. Клоп на кормилото. Да, и јас би сакал и да донесе такви животињи, да им ставиме на сите онакви за астма инхалатори и нека трчаат као луди. Тео под него, знаеш ли што ќе биде? Машина. Оние експрес 20 гола, 20 асистенции сезона. Лесно. О, лудило. Знаеш што да прашам? Односно да чепнам уште за темава италијани. Ајде. Пред да преминеме на некоја наредна. Ајде. Дали некој, односно, дали Интер или Милан можат да отидат во следната фаза, односно во полуфинале? Наполи знаеме дека е способен? Да, дека можат. се способни. Дали мислиш дека Милан или Интер можат да поминат уште една рунда? Па да, ако се паднат меѓу себе. И јас на тоа се молам, искрено. Тоа ќе биде многу добро. Милан Интер во четвртфинале, прво
паклено ќе биде атмосферата, ќе Одамна биде немало прејака, такво сите ќе сакаат да ја гледаат утакмицата, се тоа. Прво е тоа, друго атмосферата во Милано на два клуба што веќе се знаат и два паралелни навивачи што поодамна веќе не се тепаат меѓу себе, не прават проблеми, скандали и се тоа. А трета работа е дека ќе имаме сигурен италијански полуфиналист и Најважно. да. Па сега, ако е Освен Милан, е Наполи. важно. Да. И фали тоа на Европа, и фали тоа на Италија, мислам дека. Тек им доаѓа времето. Таква четвртфинална битка меѓу Да, многу ви сакам. Многу ви сакам. да. Наполи Бенфика и Милан. Не. Наполи на Баерн. Значи треба да ги тепа Баерн. Значи не. Квара да им дае два. Еден со лева, еден со десна. Тешко ќе е таму многу. Мислам дека тоа е Наполи... Баерн е скроз друго животно. Не. Наполи и Бенфика ќе шокира некој. Ама добро. Бенфика Океј. има сила, ама да. Добро. Бенфика има само 2 гола примерно, односно извини не, само 2 порази има сезона. И тоа Во сите еден конкуренции, да. Така. да во сите конкуренции. Значи вклучувајќи ги и Лига шампиони и домашен куп и лига. Да. Тоа се сите три Можеше, значи едниот пораз не знам од кога е, а другиот е од веројатно некоја доста послава екипа у куп на пенали. Значи не е ни реален што не им беше пораз. нешто битен, да. Може да изненади. Факт. Да. Кого може да го изненади? Не, види, нема да биде изненадување. Не знам зашто го кажувам така. Јас сериозно ја сметам Бенфика за многу добар клуб. Да. Бенфика ми е минимум на ранг со Наполи, а може и подобра. Искрено го кажувам ова. Ама Бенфика ова го прави со години, не треба да сме изненадени. Не треба да сме изненадени. Бенфика го прави ова веќе уназад колку години. Наполи го прави оваа сезона. И не е дека се слаби, многу се добри Наполи, ама Бенфика е сериозно животно во Европа, се да не се зезам. Бенфика пазари у Скандинавија купува играчи по 12 милиони, промовира едно шторперче од академија и не губи ни од ПСЖ, ни од Јуве, ни од... Да. Им го увалува Енцо Перес на премиер Го лига, губи што за Енцо на 120 пола милиони сезона. и вика, окей, ќе земам. Имаме замена, Чикињо или не знам. Да. Флорентино Андреас Луис. Келдер од Норцјаланд го зема. Значи, Wonderkid. ама не се докажани на европска се, сцена. тоа е 15 јакото милиони, дека- а не е поише. Да, ама му ја даваат можноста чест. да истапи на таа европска сцена и му даваат добар тренер што ќе работи со него и добар систем што ќе го надгради тој играч и да. Лудо е. Да, Роџер Лудо е. Шмидт. Гази. Бенфика со среќа, До крај. во четвртфиналето сакам да видам една италијанска двојка, другото ми е сеедно што ќе биде. Бенфика Наполи финале. Се молим и до старите и до новите божества, до сите заедно. Да, ако се случи тоа и ако некако дај Боже Елмас го освои, Ле. ќе биде Славија во Будал. Срце ќе ми рокне. Предобро ќе, гледаш така се гледа. Добро, ајде да Замисли, не. добро, окей, да. Да се вратиме во реалноста. Сега